Добра вечер. Дневник на КТВ, 3 октомври 2025 година. Започнуваме со изборната хроника. Нова заобиколница во Кавадарци, поголема безбедност и побрз сообраќај, најавува носителот на советничката листа на ВМРО-ДПМН, доктор Стојан Чорамов. Денес ви најавувам еден од приоритетните проекти од нашата предизборна програма. Тоа е нова заобиколница за Кавадарци, поголема безбедност и побрз сообраќај. Во тек е проектирање на нова заобиколница за град Кавадарци, која представува еден од најзначајните инфраструктурни проекти во регионот. Трасата на заобиколницата ќе се движи од регионалниот пат за Неготино, после Марена, преку Сопот до фабриката Дрекслер-Мајер, потоа оттаму ќе продолжи кон Југокомерц, а оттаму кон витачот до манастирот Свети Павле и Петар. Со изградба нова сообраќајница ќе се растерети комплетниот товарен и автобуски сообраќај кој во моментот минува низ центарот на нашето Кавадарци. Тоа значително ќе го зголеми безбедноста во градот, особено за учениците и пешаците, бидејќи моменталниот сообраќај поминува покрај повеќето училишта и густо населени делови во нашето Кавадарци. Дополнително заобиколницата ќе придонесе за зачувување на постојната градска инфраструктура, бидејќи ќе се намали оштетување на асфалтот од тешките товарни возила, особено во летните периоди. Подобра сообраќајна поврзаност и побрз транспорт, што е од големо значење за локалната економија и за стопанството, особено за нашето Кавадарчко. Унапредување за квалитетот на живот на граѓаните преку намалување на бучавата, загадувањето и метежот во урбаниот дел на градот. Проектот е со должина од околу 16 км, предвиден е во две сообраќајни ленти и проектирана брзина на движење од 60 до 70 км на час. Процесот на тендерирање веќе завршен од страна на ЈПДП, а веднаш по изработка на проектната документација ќе се започне со реализација. За проектот се обезбедени финансови средства и за проектирање и реализација од јавното претпријатие за државни патишта. Оваа заобиколница представува стратешка инвестиција која ќе донесе долгорочни придобивки за целиот регион, ставајќи акцент на безбедноста, функционалноста и одржливиот развој на Кавадарци и околните населени места кои гравитираат кон нашиот убав град. Почитувани кавадарчани, затоа на 19 октомври за себе, за твоите најблиски, за времето која дојде, направи го вистинскиот избор со твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Реакција на Општинската организација на СДСМ Кавадарци. Нови избори, стара лага ВМРО-ДПМН. Кавадарчани добро паметат, во 2021 година ВМРО-ДПМН ветија изградба на заобиколница околу градот. Со големи најави, со рокови и ветувања убедуваа дека до 2025 година ќе биде готова. Се сликаа, не убедуваа дека конечно ќе се реши еден од најголемите сообраќајни проблеми во градот, за да после 4 години нема ништо од тоа. Нема заобиколница, нема камен темелник, нема ништо. Има само уште една лага. И денес, кога повторно доаѓаат избори, тие повторно ја вадат истата приказна. Повторно ја нудат истата нереализирана обврска. Нови избори, стара лага на ВМРО-ДПМН. Ова е навреда за сите граѓани на Кавадарци. ВМРО-ДПМН повторно бараат доверба со истите празни и нереализирани ветувања со кои бараат доверба минатите избори. Стои во реакцијата од Општинската организација на СДСМ Кавадарци. Ќе обезбедиме пари од општинскиот буџет за превентивна здравствена заштита на граѓаните. Предизборна најава од кандидатката за советник во Кавадаречкиот совет, доктор Маја Василевска Бадева, од независната советничка листа, предводена од Панчо Минов. Почитувани, јас сум доктор Маја Василевска Бадева, кандидат за советник од група на избирачи Панчо Минов. Ќе ви го представам делот од програмата што се однесува за превентивната здравствена заштита. Имено, ќе се потрудиме од општинскиот буџет да обезбедиме средства за бесплатни превентивни здравствени прегледи за откривање на кардиоваскуларни и малигни заболувања, како едни од најзастапените во нашата популација. За ранливата категорија на граѓани ќе обезбедиме финансирање на други медицински услуги,
Во наша заложба ќе биде зајакнување на менталното здравје на граѓаните, како и обезбедување на здрава и еколошка чиста средина за живење. Во општинскиот буџет ќе се залагаме за обезбедување на средства за финансирање на програми за борба против зависности од алкохол, дрога и пушење. За модерно Кавадарци ќе воведиме централизиран информатички систем, најави на пресконференција кандидатот за советник во Кавадаречкиот совет Ванчо Настов од советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата. Денес ви најавувам уште еден важен проект од нашата предизборна програма – централизиран информатички систем. Драги сограѓани, во време кога дигиталната инфраструктура е се поважен дел од нашето секојдневие, тоест сите ние се соочуваме секојдневно со потреби да пристапиме кон интернет, кон сите наши услуги дигитално и така натаму, сметаме дека е дојден моментот кога ние мораме да направиме еден централизиран информатички систем. До сега се соочувавме со проблемот да сите институции имаат посебни системи, посебни начини на работа, посебни комуникации. Сето тоа ќе го централизираме, ќе обезбедиме да има еден тим кој што ќе работи тој централизиран информатички систем, еден тим да ги одржува сите тие системи и на крајот граѓаните да знаат каде треба да се обратат доколку постои проблем во било која точка од тој систем. Се надевам дека овој информатички централизиран систем ќе најде на добар прием кај јавноста и сум сигурен дека ќе направиме уште еден чекор понапред за модерно Кавадарци и за подобро живење. Ке изградиме дом за стари лица во Кавадарци. Најава на денешната пресконференција од Слободанка Филипова, кандидат за советник во Кавадаречкиот совет од СДСМ. Почитувани сограѓани, Кавадарци заслужува достоинствен град и достоинствен живот за сите негови граѓани и за младите, но и за постарите. Токму затоа планираме изградба на старечки дом во Кавадарци, со кој конечно ќе обезбедиме соодветна грижа, сигурност и топол дом за нашите највозрасни сограѓани. Во време кога се повеќе семејства се соочуваат со предизвикот да се грижат за своите најстари членови, овој проект ќе понуди современо решение според европски стандарди. Старечкиот дом ќе овозможи удобен и безбеден престој и поддршка на пензионерите кои имаат потреба од тоа. Посебен акцент ќе биде ставен на создавање простор за социјализација и активности, културни настани, дружби, игри и програми, што ќе им овозможат на постарите луѓе да водат активен, достоинствен и исполнет живот. Со изградбата на старечкиот дом, Кавадарци ќе добие институција која не е само потреба, туку и символ на хуманост, грижа и заедништво. Ова е проект со кој ќе им донесе сигурност на постарите, но и мир и олеснување за нивните семејства. Ние веруваме дека општеството се мери според тоа како се однесува кон своите највозрасни. Затоа, поради тоа, со овој проект покажуваме дека Кавадарци има срце, има почит и има визија за своите луѓе. Левица се факторизира како втора партија во државата, вели лидерот на партијата Димитар Апасиев. Овие избори кампања нема да имаме класична, затоа што сме цензурирани. Од што сме цензурирани? Цензурирани сме од премиерот Мицкоски, директна порака, од медиуми, значи од телевизии, радија, весници, интернет портали и билборди. Сето тоа е забрането за една регистрирана и легитимна политичка партија за прв пат во плуралистичка Македонија. Судовите се паднати од Марс, секаде се обративме, сите се прават на Тошо и оваа лакрдија ќе заврши во Страсбурно, ќе заврши после 2-3 години. За жал, овие избори левица нема да има рамноправен старт, но диалектички ние ќе го постигнеме историскиот максимум, а тоа ќе одиме над 70.000 гласа кои што ги освоивме на парламентарните избори. Левица за прв пат има шанси во некои општини да биде втора партија веднаш за ДПМН, што значи дека се факторизира како втора партија во државата. И мислам дека тој налет кој што сега за среќа се поклопува со овие избори е незапирлив, без оглед какви обструкции прават. Инаку штетата изразена во евра е околу 400.000 евра, кои што ни сеускратени за платено политичко рекламирање, кои што ние не можеме да ги дистрибуираме до медиумите.
Тоа е паричната штета, политичката штета е огромна, поголема, затоа што нашите кандидати тргнуваат на трка во 100 метра, тие тргнуваат од 0, а другите тргнуваат од 90 метра. Тоа е сликовито каков е теренот, меѓутоа она што ние полагаме надеж е младите, кои што полека но сигурно се вртат кон нашите кандидати и тука е нашата компаративна предност. Очекуваме, како што кажав, историски скор и конкретно во Велес очекуваме и да го појачаме бројот на советници кои што до сега беа тројца, ќе влезат можеби и повеќе. И мислам дека овој нефер третман народот интуитивно го осеќа. Пензионерите се нови жртви на лагите на власта, 97 од 100 од нив добија само 1000 денари, обвини лидерот на СДСМ Венко Филипче. На пензионерите сакам да им порачам, добродојавте во клубот на прелажани граѓани. Вие сте последната група на граѓани која што оваа власт ја прелажа. После работниците, на кои што платата им се намалува, просечната плата 3 месеци поред се намалува. После наставниците и лекарите кои што не гледаат ни денар зголемување на платата. После земјоделците на кои што им се укинаа субвенциите. После социјалната помош која што апсолутно никако не се зголемува, сега и пензионерите сваќа дека се излажани. Да останеше нашиот систем на методологија за зголемување на пензиите, сега сите ќе добија повеќе пари. Оваа влада едноставно им ги зима и парите кои што претходно им ги зголеми. Да останеше нашиот систем, методологијата која што воведовме, со цел да има стабилно, гарантирано зголемување на пензиите, соодветно, сега 97% од вкупниот број пензионери наместо 1000 ќе земеат 2000 денари зголемување. Освен што го нарушија системот на зголемување на пензии со воведување на така нареченото линеарно зголемување на пензиите, го загрозија и работењето на фондот. Со тој начин, дупката во фондот, после исплатените претходни 5000 денари, од 30 се зголеми на 50%. Тоа значи дека пола од сумата на пари, која што државата исплаќа кон пензионерите, ја покрија владата. Едноставно нема пари во фондот. Ние таква дупка во фондот затекнавме 2017 година и постепено ја намаливме до 30%. Значи имавме систем кој што го зајакнува фондот и кој што гарантира стабилна исплата на соодветна сума на пари на пензионерите. Дополнително, овие 1000 денари се веќе изедени од инфлацијата. Пензионерите едноставно нема да почувствуваат ништо. Уште една лажна кампања излезе на виделина. Ние можевме да ветиме во 2024 година нема да има 5, има 6000 денари зголемување. Ма не е тоа работата. Не е работата да ги прелажеш и да ги излаеш граѓаните, треба да им кажеш како се работи во нивна корист и во интерес на државата. Венко Филипче со бугарските фирми прави бомбона бизнис за Бугарија. Обвинување на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. Венко Филипче со бугарските фирми со бомбона бизнис за Бугарија. Венко Филипче со резолуцијата прави бомбона бизнис за Бугарија, но отвора и пат за нови сделки, негови и на зајави во таа држава, кои одамна ги имаат. На 18 ноември 2022 година Венко Филипче во Бугарија ја формирал фирмата Power i8 Ltd. И истата ја регистрирал на адреса со фирмите на зајави, меѓу кои Гома Сидра, каде завршија 9 милиони евра од јагленот за рек Битола. Зајави, заедно со Филипче, откако свртале 9 милиони од јагленот преку бугарските фирми, во Македонија, во Дојран, направиле фирма за производство на струја од фотоволтаици. Дали овие пари, кои ги извадиле од рек Битола, дел ги внеле во бизнис со струја во Македонија, а другиот дел го вртат по светот. За сите овие операции, Филипче и Заев ја користеле Бугарија. Што и должат на Бугарија? Или пак отвараат пат за нови сделки во иднина, па преку бомбона бизнисот со резолуцијата сакаат да ја покажат нивната кооперативност и подготвеност за идни трговии со државните интереси.
Само во септември годинава уапсени 106 возачи за безобзирно возење, напишани над 18.000 казни, информираат од МВР. Од вкупно 18.247 издадени платни налози, 5.577 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Лишени од слобода за безобзирно управување на возило, согласно член 297а од Кривичниот законник, биле 106 лица, од кои 71 за возење под дејство на алкохол, 2 за претекнување колона возила на непрегледно место, 13 за возење со брзина поголема од дозволената во населено место, а 20 за возење со брзина поголема од дозволената надвор од населено место. Продолжуваме со спортот. Второлигашкото дерби помеѓу Беласица и Шкендија од Арачиново се игра во недела. Во третата лига Југ Росоман гостува на Башкими, Дреново игра со Бучина, Венец го пречекува тимот на Тополка. Фудбалските второлигаши утре сабота, 4 октомври, ќе ги одиграат средбите од редовното 7 коло. Во дербито на истокот во Виница, Слога ќе го пречека Осогово од Кочани. Детонит Плачковица во Радовиш ќе биде домакин на Прилепска победа. Големо конјари на домашен терен ќе го пречека Кожув кој има големи амбиции сезонава. Мини дербито ќе го одиграат Охрид и Брегалница од Штип. Преспа на домашен терен ќе бара нови бодови во дуелот со Новаци. Вардар Неготино го чека тешко гостување кај заселениот тим на Скопје, а во дербито на ова коло во недела, во Струмица, Беласица, ќе го пречека тимот на Шкендија од Арачиново. Во третата македонска фудбалска лига група Југ, во недела ќе се одиграат средбите од четвртото коло. Во дербито на колото, Росоман ќе му гостува на тимот на Башкими. Дреново на домашен терен го пречекува тимот на Бучин, а Венец во Дисан ќе го нагости тимот на Тополка. Превалец како фаворит го пречекува тимот на Младост од Кривогаштани, а Ултрас во Прилеп ќе го пречека Влазними Јуниор. Борец како фаворит патува на гостувањето кај Млекар, а Пито Гули најверојатно ќе биде слободен, бидејќи треба да игра со Слога од Лажани. Викендов ќе стартува новата сезона во машката кошаркарска Суперлига. Подмладениот тим на Тиквеш Голден Игала утре ќе му гостува на амбициозниот тим на Гостивар. Овој викенд и официјално стартува новата сезона во кошаркарската машка Суперлига на Македонија. Да бидеме попрецизни, новата сезона ќе стартува веќе денес, кога во Скопје актуелниот шампион екипата на МЗТ ќе го пречека Новаилијата во елитното друштво, екипата на маđари. И во сабота ќе се одигра само еден надпревар во кој екипата на Гостивар ќе го пречека Тиквеш Голден Игл. Кавадарчани за новата сезона осетно го подмладија составот и ќе се обидат на тој начин да бидат конкурентни во елитата. Во недела, во Гевгелија, во најинтересниот надпревар, домашниот Кожув ќе го нагости амбициозниот тим на ТФТ. Во останатите средби од ова вонредно коло, Чаир ќе биде домакин на Куманово, а Феникс ќе го нагости тимот на Ангели. Сепак, дерби над преварот од првото коло ќе се одигра во понеделник и во него ќе се сретнат Работнички и Пелистер. Меѓутоа, во пресрет на првото коло, иако Федерацијата најави поригорозен однос кон учесниците во елитата, сепак не објави дали клубовите ги отстраниле аномалиите во салите кои се пријавени дека во нив ќе се играат домашните надпревари. Се уште не е објавено дали клубовите си ги подмирија финансиските обврски, особено за лиценци за странските кошаркари, а исто така не е објавено дали Работнички за првото коло ќе игра само со домашни играчи заради забраните за ангажман на странци.
Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, поизразен долж поврдарието. Температурата до 13 степени. Во недела кон крајот на денот и во понеделник ќе има повремени локални врнежи од дожд. До среда ќе дува умерен до засилен северен ветер. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.